Како што беше спомнато, со 11 нови случаи од изминатото денонојче, вкупниот број на лица со COVID изнесува 100. Од нив 77 се на домашна лекување, значи се лекуваат дома, во изолација домашна, додека 23 се лекуваат во болнички услови. 3 лица досега се починати, како што знаете. Во моментот, значи денес, во инфективното одделение има 18 хоспитализирани лица, 15 со потврден COVID, значи потврдени на вирусот корона, а додека 5 се сомнителни, земени им се материјали и за нив се чекаат резултати. Во однос на медицинските работници, здравствените работници, во споредба со другите податоци кои што ги слушаме за другите градови, кај нас навистина не е голем бројот на инфицирани здравствени работници, 8 се досега вкупно, а додека под здравствен надзор ни се ставени 30. На некои веќе здравствениот надзор, мисламо на период од 14 дена во самоизолација им е поминат. Останатите кои што се уште во здравствен надзор ќе бидат сите тестирани. Во текот на изминативе 2 дена, значи тестиравме здравствени работници од итна медицинска помош и од интерното одделение, додека до крајот на неделава, значи планираме останатите здравствени работници на кои што надзорот им истекува за овие 3 дена. Тоа се уште 3 здравствени работници од интерното одделение и имаме 7 здравствени работници од одделението за диализа. Она во однос на организацијата на работата во болницата. Значи, во случај да се појави позитивен на COVID, кај некој здравствен работник, каква е постапката? Значи, веднаш се контактира епидемиолошката служба, заедно со раководителот на одделението, се прави проценка на нивото на изложеност на останатите здравствени работници кои што биле во контакт со позитивниот случај на COVID, значи на нивото на изложеност на инфекција. По зависност од тоа, ние проценуваме дали се работи за ниско ниво, средно ниво на ризик, односно изложеност, или високо ниво. Ние понатаму ги отстрануваме или ги здравствените работници од работното место или им препорачуваме, доколку нивото на изложеност процениме дека е од ниско ниво на ризик, тие продолжуваат да работат, меѓутоа со следење на својата здравствена состојба. Високо ниво на ризик и средно ниво на ризик, мислам, е контакт со инфицирано лице без носење на заштитна опрема, доколку постоел, или пак подолготраен контакт од 15 минути. И во таков случај, значи, веднаш здравствените работници кои што биле во контакт со позитивното лице, било да се работи за здравствен работник или пациент, значи не мора да е здравствен работник инфициран во здравствена установа, значи тие здравствени работници се ставаат под здравствен надзор во траење од 14 дена и самоизолација. Во текот на тие 14 дена се следи нивната здравствена состојба. По истекот на самоизолацијата се прави испитување на COVID-19 и доколку тестот е негативен, тие продолжуваат, односно се враќаат на работа.